Инаку ќе го потврдам само она што го кажа и председателот на Општинскиот совет. Навистина имавме мощна интересна дебата, граѓаните беа информирани за сите рокови кои што треба да се испочитуваат, голем број на отворени прашања кои што беа поставени и оваа дебата е дебата впрочем која што ќе ја слушаме постојано се до остварувањето, односно спроведувањето на изборите на 5 јуни. И навистина мощно и интересно говорење имаше и заменикот на народниот правобранител, кој што навистина ги потсети граѓаните на нивното право за доставување на представки, но исто така зборуваше и за правата кои што граѓаните ги поседуваат од областа на индивидуалните права и навистина сега и предстои суштинска работа на Државната изборна комисија, како што посочи и председателот на Советот, затоа што навистина кај нив сега треба да се спроведе најголемата работа, за да на месец дена пред одржувањето на изборите се добие избирачки список кој што ќе биде стабилен и прочистен, во кој што и сите избирачи и сите гласачи ќе имаат доверба. Среќни денес да забележиме дека теренската проверка и речиси веќе отпочната, постојат рокови кои што се утврдени за истата и посебна методологија која што ќе се следи за теренската контрола, за која што искрено се надеваме дека ќе ги даде очекуваните резултати. Инаку станува збор за процес кој што ние одблиску го следиме и го поддржуваме, кој што ќе допринесе за зголемување на довербата кај граѓаните, за да изборите на крај бидат оценети како фер и демократски и навистина слободата на слободен избор е нешто што навистина е од суштинско значење, но тоа не е само единствениот услов, постојат и други услови како на пример независноста на медиумите, поделеноста на средствата од државата и политичките партии, низа на предизвици за кои што денес ние сосема отворено говоревме и кои што ќе не однесат до изборите на 5 јуни. Ваша екселенција, може да прашам? Да, може. Аристотас од телевизија Алсотем. Како ја коментирате изјавата на специјалната јавна обвинителка и реакциите кои дојдоа после тоа? Инаку ќе ви кажам дека институцијата специјален јавен обвинител е државна институција која што беше донесена со посебен закон и која што треба да функционира и ние го поддржуваме нејзиното функционирање, затоа беше донесен посебен закон и неа треба да и се овозможи се за да ја спроведува истрагата, а потоа да има постапување од страна на судовите. Сега конкретно ако ме прашувате да ја коментирам нејзината изјава, нема да ја коментирам. Посебно не она што се случуваше вчера, затоа што не можеме да го правиме тоа. Меѓутоа ќе кажам само дека треба да се создадат сите услови за да може специјалното јавно обвинителство да функционира, затоа што не станува збор само за едно лице, за Катица Јанева, туку за цела институција специјално јавно обвинителство, кое што треба непречено да работи, чија што надлежност е да отвара и да води истраги, а потоа и да ги пренесе на постапување до надлежните судови. Во вашето излагање рековте дека очекувате да се спроведат изборите на 5 јуни и прочистување на избирачкиот список и верувате во ТИК. Но ако тргнеме од фактот дека договорот од Пржинот започна во јуни месец, а досега голем број на прашања не се спроведени, како може да очекуваме за следните 2 месеци дека ќе се спроведат и дека ќе имаме кредибилни избори? Инаку за Пржинскиот договор ќе кажам дека навистина истиот содржи голем број на работи, како и на пример големиот број на структурни реформи кои што треба да се спроведат, а кои што се однесуваат на долгорочен план. Меѓутоа Европската унија навистина става на располагање голем број на средства за да се постигне тоа. И навистина е важно да се постигне одреден напредок и затоа ние ја поддржуваме целокупната работа која што ја спроведува Државната изборна комисија, затоа што навистина работата е веќе отпочната и она што е поразлично од претходните изборни процеси, бидејќи јас сум имала прилика да присуствувам на 3 различни изборни процеси, на локалните во 2013-та, на парламентарните и на председателските во 2014 година, ќе кажам дека за разлика од тогаш, сега е отпочната вистинска, суштинска работа околу пречистувањето на избирачкиот список. Се разбира дека роковите се кратки и дека треба уште многу да се направи, но најважно е тоа што суштинската работа е отпочната, како што е отпочната нели суштинската работа со специјалното јавно обвинителство. Се разбира дека потоа ќе треба да се земат во предвид големиот број на представки кои што ќе ги даде нели Државната изборна комисија, но институциите се тие потоа кои што ќе треба да ги спроведат нели тие представки, но сепак ќе кажам дека сепак суштинската работа е отпочната која што ќе може да не донесе нели до датумот да биде се спремно.
Некои знаете, јас не сум член на преговарачката група, туку во неа учествуваат 4 политички партии, беа донесени одредени рокови и насоки кои што треба да се почитуваат, но сепак мене ми е совршено јасно дека работите не може да се променат преку ноќ, особено не во областа на медиумите и нивната покриеност за време на изборите, затоа што за тоа е потребно повеќе време. Меѓутоа, треба сите да ги обединиме сите напори за успесите да дојдат, затоа што и методологијата е веќе усвоена, но исто така и тактиката, и воопшто не се сомневам дека не е во ничи интерес Македонија да се држи далеко од секаков вид на напредок и далеко од приближувањето кон Европската Унија, и сметам дека тоа во интерес на сите политички партии, независно која политичка партија на власт, секоја би посакувала напредок на земјата и излез од актуелната состојба. И мислам дека до 5 јуни навистина ќе има доволно време за да се подобрат состојбите, затоа што од 2014-та, ако си споменеме, немаме никакво функционално собрание и благодарение на Пржинскиот договор сепак се воспостави пак функционално собрание. Благодарам. Мерси.